Може би здравието и не е се, но без здравието за сите се ќе биде ништо. Добре дојдовте во новото издание на Медика Инфо Плюс. Секогаш одличен предизвик да го потрошите наредниот временски интервал со содржините кои што и овој пат ги подготвивме за вас преку разговорот со нашиот денешен гостин, а како увертира во разговорот ќе биде прилогот кој што на самиот почеток ќе даде вовед во она што ќе представува тема на нашето денешно разговарање во Медика Инфо Плюс. Ја одбравме темата аутизам. Имено пред 2 дена, токму во Охрид, се одржа тема за аутизам. Имавме чест и привилегија да биде гости на таа трибина професорот доктор Владимир Трајковски. Што представува аутизам? Слушаме од прилогот, а веднаш потоа одиме со разговорот во студија. Аутизмот предизвикува децата да го доживуваат светот поинаку. На децата со аутизам им е тешко да разговараат со другите и потешко се изразуваат со зборови. Децата со аутизам воглавно се држат за себе и не можат да комуницираат без посебна помош. Тие можат да реагираат на она што се случува околу нив на невообичаен начин. Вообичаените звуци често може да ги вознемира децата со аутизам толку силно за да ги затнат ушите. Дури и нежните допири можат да им бидат непријатни. Често не може да воспостават контакт со други луѓе. Например, кога некој ќе ви се насмевне, знаете дека е среќен и пријателски расположен, но дете со аутизам има проблем при поврзувањето на насмевката со расположението на таа личност. Лицата со аутизам често имаат проблем со поврзување на зборот со неговото значење. Замислете дека се трудите да разберете што ви говори мајка ви, а всушност не знаете што значат незините зборови. Двојно повеќе вознемирува ако детето не може да пронајде вистински зборови кои ќе ги изразат неговите чувства. Аутизмот предизвикува децата да се однесуваат на невообичаен начин. Може да плескаат со раце, постојано да повторуваат избор, да имаат испади на бурно расположение или постојано да се играат со една играчка. Повеќето деца со аутизам не сакаат промени во секојдневната рутина. Секогаш сакаат да имаат ист распоред. Можат да инсистираат и на тоа играчките секогаш да им бидат наредени на одреден начин и да се вознемират ако некој ги пререди или премести. Кога некој има аутизам, неговиот или незиниот мозок има проблем да заврши одредена работа, да пронајде смисол во светот кој го обкружува. Секој ден вашиот мозок ви објаснува движења, звуци, мириси и останати чувства кои ги доживувате. А ако вашиот мозок не може да ви помогне да ги разберете тие работи, тогаш ќе имате проблеми со однесувањето, говорот, одењето во училиште и извршувањето на секојдневните работи. Децата може да имаат благ облик на аутизам и да имаат мали проблеми во животот, а може да бидат и повеќе погодени од аутизмот и да им треба постојана помош. Некои деца со поблага форма на аутизам како возрастни ќе бидат способни да живеат самостојно, но тие кои имаат посериозни проблеми, секогаш ќе им биде потребна некаква помош. Но сите деца со аутизам имаат светла иднина со поддршка и разбирање од родителите, лекарите, учителите, браќата, сестрите и пријателите. Ете така, од прилогот имавте можност да слушнете што представува аутизам, меѓутоа од стручен аспект со мојот денешен гостин, професор доктор Владимир Трајковски. Добре ни дојдовте. Добре ви најдов. Благодарам за поканата да бидам ваш гостин денеска. Председател на Македонското научно здружение за аутизам. Ќе кажеме и колку години функционирате и која е целта на вашата активност. Меѓутоа, на кратко да кажам, автор на 80 научни трудови и 6 учебници, тоа е голема заложба во поглед на науката и на определбата која што професионално ја негувате и ја практикувате. Доказ за тоа беше посетеноста на трибината, како што кажавме во Охрид пред 2 дена, па би сакала да ги слушнам вашите впечатоци. Па да, тоа беше одлична трибина, која што околу 100 гости од разни профили, пред се доктори по медицина, дефектолози, мои сегашни студенти, бивши студенти, психолози и пред се родители. Морам да признам дека сум изненаден како од медиумската покриеност на настанот пред самата трибина, за време на трибината, пред почетокот на трибината, а еве и ова денешна емисија. Исто така, позитивно сум и пријатно изненаден од присуството на пратеникот господинот Сашо Василевски и заменик градоначалникот господинот Ангел Јанев, кој што дадоа една тежина, би рекол, бидејќи родителите во последните 5-16 години навистина трагаат по една поголема да имаат поголемо внимание од нашите авторитети. Во минатото
сакам да истакнам дека не беше баш толку заинтересиран овој сектор за лица со инвалидно, значи Министерството за образование и наука, Министерството за здравство и Министерството за труд и социјала, но како идат годините можеме да видиме и заменици, градоначалници или пратеници кои што се присутни на овие трибини. Така. Најавив дека сте претседател на Македонското научно здружение за аутизам. Тоа е здружение кое што веќе 16 години функционира во Македонија. Па како негов официјален представник би кажале за идејата која беше на почеток за формирање токму на ваков тип на здружение и се разбира која беше целта на почетокот и дали тие дострели можат веќе да се опипаат денес, после толку години искуство? Да, благодарам. Токму сега во мај ќе ги полниме тие 16 години. Еден трнлив, напорен пат би рекол, бидејќи аутизмот е комплексен проблем и многу е тешко да работите во област, бидејќи поддршката, како што реков, од нашето општество во тие години особено беше никаква, сега е напредната, но главната идеја водилка беше бидејќи до тогаш немаше ништо сторено, речиси ништо за аутизмот во Македонија и така јас започнав со пријавата на мојот докторат во 1999 година. Веднаш потоа дојде идејата со мои повозрастни професори да креираме и да основаме Македонско научно здружение за аутизам, во кое што ќе земат учество доктори по медицина од разни специјалности, имунолози, алерголози, психијатри, педијатри и секако дефектолози, бидејќи моето работно место е на Институтот за дефектологија на Филозофскиот факултет во Скопје, да се обидеме да дадеме еден принос во светот на науката, како во откривање на причините, така во можностите за евентуална превенција од ова тешко нарушување, исто така да направиме една координација помеѓу невладиниот и владиниот сектор во рамките на трите министерства што ги споменав и да овозможиме на лицата и децата со аутизам една подобра социјална инклузија, подобра вклученост во општеството, поголема достапност до едукацијата, до здравствената заштита и така натаму. Се надевам дека успеавме во многу од целите да ги постигнеме, доста од нив и ги надминавме и секако како одат годините поставуваме и нови цели. Тоа го реализиравме преку објавување на 2 учебници за аутизмот, на кои што сум јас автор и посебно горд, потоа брошура за правата на лицата со аутизам со професорот Љупчо Едински, со професорот Мирко Спировски, кој што беше и мој ментор за докторатот и кој што сме главни основачи на здружението. Ја поделивме во тоа време на 120 пратеници во парламентот 2002 ја објавивме година во почетоците. И за жал во тоа време ниту еден од пратениците не ни се обрати да праша што сме сакале, која ни била целта да ја постигнеме со објавувањето на правата. А правата на лицата со аутизам се исти како и правата на обичната популација или на невротипичната. И тие имаат право на школување, имаат право на редовна здравствена заштита, имаат право на вработување и ред сите останати права. Без разлика за каков тип на категорија на личности станува збор, треба максимална посветеност и поддршка од одредена инстанца. Во случајот вие таа заложба ја правите за лицата со кои што имаат аутизам или аутистичен спектар на нарушување затоа што не представува болест, но ви започнале онака школски. Што представува аутизам, професоре? Па да, аутизмот е само еден дел од, како што рековте, од тој аутистичен спектар на нарушување, каде што по дефиниција на Американската психијатриска асоциација во 2013 година, според тие DSM-5 критериуми, се дефинира аутистичниот спектар како нарушување во социјалната интеракција, во вербалната или невербалната комуникација, со едни рестриктивни односи, репетитивно однесување и со еден недостаток во имагинацијата. Децата со аутизам имаат проблеми во имагинативните вештини, например, оние игри кобожемски што играат малите деца, тие не знаат и не може да ги играат. Проблемот во социализацијата е еден од големите проблеми по дефиниција. Тие едноставно не знаат како да стапат во контакт со другите лица, не знаат како да се играат со другите деца и понатаму во текот на животот, например, не знаат како да остварат љубовна врска или да се додворуваат на партнерот и така натаму.
Сега зошто обрнуваме токму акцент кон оваа категорија на личности или деца, би рекле, затоа што статистиките покажуваат се поалармантен прогресивен тек токму на забележаните случаи. Конкретно во Соединетите Американски држави, како репер од 2014 наваму, статистиката покажува дека 1 на 68 деца се диагностицирани со аутизам. Каква е состојбата кај нас? Сигурно имате податоци. Да, одлична ви е статистиката. Тоа е од Центарот за контрола на болестите во 2014 ја дава таа бројка, едно дете на 68 новородени има аутистичен спектар на нарушување, од кој што класичниот аутизам е само еден дел, тука влегуваат и атипичниот аутизам или превазивни развојни нарушувања неспецифицирани на друг начин, детските дезинтегративни нарушувања и Аспергеровиот синдром. Статистиката кај нас за жал ја нема, а во светот уште има повисоки бројки. Например, една корејска студија од пред неколку години дава статистика на преваленција на аутизмот 2,13%, што би дошло тоа дека е некаде 1 на 45, например, на новородени, што е алармантна бројка. Ова често го говорам по македонските медиуми, но еве и за вашата телевизија, бидејќи сум прв пат гостин, би истакнал дека за жал ние не успеавме да ги сензитизираме нашите авторитети. Еве 16 години ги потсетуваме дека е потребно да има национален регистар. Конечно, последнава година нешто две се раздвижени во Министерството за здравство најавуваат такво нешто, но за сега се уште немаме конкретни и опипливи индикации дека наскоро во оваа година, например, поготоа што е во изборна година, дека би го отвориле тој, иако сериозните држави и богатите држави и оние кои што знаат како со епидемиолошки студии, знаат дека преваленцијата и инциденцијата на едно нарушување мора да биде откриена, за да може вие потоа да проектирате каква е здравствената заштита, стратегија. Јас може би подоцна ќе споменам дека националната стратегија е многу битна и јас и на трибината го истакнав во саботата тоа, дека битен момент е да имате национална стратегија за аутистичниот спектар на нарушувања, ако сакате да ги остварите целите, да отварате центри, да ги изгрижите децата, да им понудите нега, здравствена заштита, едукација и така натаму. Меѓутоа, вашите постојани заложби и сите упатувања кон надлежните инстанции ќе доведат, се надеваме, до одредени своевидни резултати, да се обрне особено внимание токму на оваа состојба, затоа што веќе прогресивниот тек, како што кажавме, загрижува. Токму така, ние имаме и своја статистика во Македонското научно здружение за аутизам, но таа е под процената, underestimated, што викаат англичаните, заради непријавувањето на децата, особено во албанската и ромската популација, па и во македонската, се срамаат да не бидат стигматизирани од страна на заедницата, ги кријат своите деца се уште, иако сме 16-та година од новиот милениум. Потоа, заради непознавањето на проблематиката од страна на колегите, нека не ми замерат колегите доктори, педиатри и детски психијатри, многу малку го познаваат проблемот. На крајот на криштата и јас во моите студии повеќе од 20 години за аутизмот ништо не сум учил во рамките на предметот психијатрија. Ми се чини дека и сега не е многу нешто променета на медицинскиот факултет во Скопје и на другите во Штип и Тетово. Ситуацијата дека студентите во медицина многу малку знаат. Да не беше мојот докторат, сигурно јас сега немаше да имам толку познавање за оваа проблематика, бидејќи навистина во последните 17 години тоа ми е топ тема број 1 во моето научно истражување, иако се бавам нормално и со други проблеми, со развојни нарушувања, како што е Даун синдромот, церебралната парализа, но сепак аутизмот ми е број 1 во рамките на моето истражување. Рекле штета затоа што не представува нова болест на денешница, веќе години наназад се манифестира. Но важно и при оваа состојба, како и при останати други, е од есенцијална важност е навременото дијагностицирање и откривање, за да биде соодветен третманот кој што час поскоро би бил поефективен. Да, секако најбитно е во пружањето на здравствена заштита и секаква останата рехабилитација раното отпочнување. За да имаме рано отпочнување, мора да имаме и рана детекција. Во западноевропските земји и во Соединетите Американски држави може дури на 18 месеци да бидат со голема веројатност докторите
по општа практика, па и педиатрите сигурни дека тоа дете ќе се развие во аутистичен спектар. Постојат разни скали, ЧТМ скалата, разни тестови за рана детекција и штом го открие тоа, понатаму се следи до третата година и веќе они на трета година имаат диагностика. Кај нас, ние на 7 години кај мене во кабинет ми доаѓаат деца кои што се уште ја немаат диагностика аутизам. Тоа е затоа што многу доцна, да, тоа е многу доцна. Докторите кај нас се плашат, дури и да се сомневаат дека е аутизам, пишуваат некои други диагнози, некои неодредени диагнози како што е развој на нарушувања, тоа ништо не значи, таква диагноза не постои, или суспектно за аутизам, или има елементи за аутизам. Елементи за аутизам не е диагноза. Или е аутизам, или не е аутизам. Да. Значи не е доволна само индикацијата, така. Да. Не, и мора да се отпочне рано со интензивен третман кој што трае најмалку 40 часа во рамките на една недела. Родителите често пати велат, па да, ние го третираме, го носиме на дефектолог или логопед. Колку пати го носите? Ќе речат еднаш, два пати по 1 сат неделно. Дома работите вие нешто со детето? Не. Тогаш не можеме да очекуваме добри резултати ако само 2 часа неделно се работи со тоа дете. Значи потребен е ран интензивен третман со разни методи како што е ABA, Applied Behavior Analysis, кој што покажала најпозитивни резултати во подобрувањето на однесувањето на оваа ранлива популација на деца. Така. Иако причините за појава на аутизам, професоре, не се уште точно верификувани, значи не се познати, кои се можните причинители за појава на аутизам? Да, јасна етиологија нема, како што е кај диабетес мелитус, често го говорам овој пример. Таму, знаете, има покачување на гликемијата во крвта и последователно по неколку мерења и правење на глукоза толеранс тест и други некои испитувања можете лесно да воспоставите диагноза. Тука, кај аутизмот, се уште етиолошките фактори не се доволно јасни, но сепак има индикации. Тоа е прво и основно, што родителите ретко го признаваат, тоа е генетска предиспозиција и тоа е докажано во науката. Има безброј генетски истражувања кои што укажуваат дека постојат повеќе гени кои што се со мала гена експресивност, значи мала моќна, но сите заедно во една интеракција со лоши средински фактори можат да доведат до појава на аутистичен спектар. Кои се тие лоши фактори? Па прво одредени некои вируси се објаснуваат. Органофосфорните и органохлорните пестициди се силен загадувањето во воздухот и во почвата, значи запрашувањето со инсектициди, потоа одредени кандида албиканс, например, често пати наоѓаме во дигестивниот тракт кај децата со аутизам, таа габа, патогена габа, која што може да биде еден од откочувачите врз една добра генетска основа. Инаку, често пати родителите грешат кога сметат дека бараат кај наследност. Ќе речат, ние во семејството немаме ни едно дете. Да, немаат ни едно дете затоа што аутизмот се наследува по една полигенска основа. Што е тоа полигенска? Она што го објаснив пред малку, една генетска предиспозиција, мутирани гени, 10, 20, понекогаш и повеќе, и со еден лоша средина. Исто се обвинуваат живата и ловото како токсични метали. Често пати ги среќаваме во серумот на децата, во косата, како покачени вредности. Па и ја би рекол во една субпопулација, тука сега се кршат копјата, вакцините би можеле, кај една мала, не кај сите, што не значи дека не треба да се вакцинираат децата, но таму каде што постои едно одредено развојно нарушување или веќе едно дете има во семејството со аутизам, таму веќе за второто дете постои веројатност контраиндицирано според мене да се вакцинира тоа дете. Може би тоа што кажавте што не оди во прилог на навремената дијагностика токму на аутизмот се може би симптоматологијата која што најчесто е слаба, дури незабележителна, може и да варира во зависност од случаите. Меѓутоа, кои се општите симптоми кои што можат да се јават и според кои што се детектира дека детето има аутизам? Да, постојат симптоми според кои што веќе професионалците не би требало да прават грешки во дијагностиката. Тоа е едно дете кое што, например, не прозборува на 12-тиот месец, на завршување на првиот роден ден.
мама, тато не може да зборува, или пак доколку говори, доколку го почне говорот, значи може и да има 30 до 40% воопшто не развиваат говор, но останатата популација на деца доколку имаат одреден говор, тој говор нема никаква смисла. Значи тие не се обраќаат на своите родители и нема размена со родителите. Потоа во исто така контактот со очи, со блиските, со родителите, со братче, сестриче поголемо ако има, не го воспоставува добро. Тие деца додека се бебиња или се премногу мирни или пак контра многу плачливи, често се будат во текот на ноќта, не ги оставаат на мир своите родители, едноставно затоа што покрај овие што ги гледаме проблеми, тие имаат и доста внатрешни проблеми. Например, имаат често гастроинтестинални нарушувања, обстипација или запек. Често имаат тешки главоболки, кои што они не знаат, повозрастните деца, дури тие што говорат не знаат да го изразат. Тоа и да кажат дека нешто ги боли главата. Потоа имаат кога ќе станат малку повозрастни деца, например втора, трета година, тие секогаш си играат сами. Не играат со брат, сестра или со нивните врсници. Повлечени во некој ќоше, си играат со играчките, ги редат во една одредена низа, како вовче, без разлика што тоа не е вовче, најразлични играчки, секогаш инсистираат на еден одреден ред, редење во низа. Тоа би биле така некои општи знаци, им недостасува емпатија кон другите, не можат да предвидат опасности, тоа е сериозен знак кој што заради тоа не смеете да ги оставите да одат сами на улица, затоа што може многу често се опишуваат во литературата сообраќајни незгоди каде што го губат својот живот заради тоа што не може да предвидат опасноста од колата и дека таа може да ги прегази да умрат. Они немаат ниту страв од смртта, ниту ја разбираат смртта како таква. Родителите, значи, најчесто се оние кои што најпрво се сомневаат во дел од овие симптоми кои што ги напоменавте, ги забележуваат кај нивните деца, но, например, детето не може да зборува иако е доволно старо, тоа е еден од симптомите, делува незаинтересирано, како што кажавте, или необично. Меѓутоа, дел од овие карактеристики можат да бидат предизвикани не како единствен проблем кој што го манифестира аутизмот, затоа што, например, детето може би има проблем со слухот, па затоа не може да зборува, иако е на одредена старо, значи да не предизвикаме страф и паника покрај овие симптоми кои што ги кажавте дека алудираат на аутизам во таа смисла. Да. Обично немаат проблеми со слухот, во најголем процент. Родителите знаат да помислат да не слуша детето доволно, но во најголем процент не се работи за оштетување на слухот, иако е возможно кај некои од синдромските нарушувања, онаму кај 10% обично и до 15%. Значи исклучително е нивното однесување токму на таа категорија на деца и забележително веќе така. Да, чудното однесување, повлеченоста, она што го велиме ние докторите, егоистично битисување, живењето во свој затворен свет треба да бидат првите, или овие деца не се насмевнуваат. До третиот месец дете кој што е од невротипичен развој се насмевнува на своите родители и на своите блиски. Овие деца ретко тоа го прават. Брборењето или баблинг на англиски, значи тоа го немаат децата со аутизам. Тоа мора да биде еден прв индикатор за родителите да отидат на развоен педијатар или на детски психијатар и да побараат помош, да се посомневаат, за да може многу рано, да не биде во 7-та година, затоа што ако почнете со третман во 7-та година, тука сте пропуштиле драгоцени години каде што вие може да му помогнете на детето и во однесувањето и во говорот, со добра логопедска работа, може некои работи да се стимулира говорот, некои деца можат да отпочнат говор, за жал има една категорија кои што остануваат без говор во текот на целиот живот. Тоа се оние потешки случаи кои што одат со тешка интелектуална попреченост, кои што се со тешки мозочни оштетувања, за жал тие никогаш не можат да прозвоат. Значи забележителна е симптоматологијата од психолошки карактер и не може да биде припишана на карактерна особина, туку е една специфична состојба која што е лесно детектирана, најчесто од родителите, како што кажавме, кои што своевремено треба да се обратат до соодветна инстанца за да се почне третманот на време. Да, токму тоа психолошката теорија, како што напоменавте, таа е отфрлена. Во 50-тите години на минатиот век Бруно Бетелхем
ја потенцира теоријата дека тоа е психолошко нарушување, што е подоцна отфрлено и комплетно грешно, дека аутизмот се јавува како резултат на ладните мајки или ладните родители, refrigerator mothers ги вика он, кои што не се заинтересирани за своето дете, го занемаруваат, го запоставуваат, не се доволно стимулативни за него, но подоцна веќе во 70-тите години е утврдено дека аутизмот има биолошка основа, како што објаснив, има генетска предиспозиција, има оштетување во мозокот, на чија што последица се надоврзуваат сите овие симптоми кои што ги наброив. Меѓутоа доаѓаме до моментот на третман, го оставаме за вториот блок од нашиот разговор. Тука, професоре, ќе ги одмориме нашите гледачи, значи останете во приложение на Америка Инфо Плюс. Зборуваме за аутизам со професор доктор Владимир Трајковски. Имаме се уште што да зборуваме за аутизмот во смисол на третман и на кој начин треба да се грижат родителите за децата со аутизам, кои се оние специфики кои што ја пратат оваа состојба. Одиме значи со прилогот од нашите генерални спонзори, стоматолошкиот центар доктор Батковски, и овој пат препораката за соодветна грижа и негување на здравствената состојба на нашите заби, а веднаш потоа и палетата на производи здрава храна Биокосмос. Кратка пауза, веднаш потоа со вториот дел од нашиот разговор во Медика Инфо Плюс. Повлекување на непцето, крварење и парадонтопатија. Ова се само дел од симптомите и состојбите кои се појавуваат како резултат на забниот камен. Појавата на забниот камен најчесто се случува на горната вилица во пределот на 6-тиот и 7-миот заб, како и на долната вилица во пределот на предните заби од натрешната страна. Според стоматолозите, најдобро е оваа состојба да се спречи, но и дека има доста ефективни методи како забниот камен да се отстрани. После секое јадење на самите заби останува мека наслага, остаток од храната, која што доколку не ја исчеткаме, таа перзистира и обстојува на површината на забот. Од минералите кои што многу често значи ги има во поголема концентрација во плунката, почнуваат доколку не се исчетка забната наслага, почнуваат да се таложат на самата мека наслага и таа се калцифицира, се создава забен камен. Забниот камен многу често се создава значи кај лица кои што неправилно и неадекватно ги четкаат забите, кај лица кои што имаат плунка побогата со минерали, калциум, фосфор, кај лица кои што имаат некоја протецка изработка, бидејќи е оневозможено четкањето да биде, значи оневозможено е добро да се исчеткаат забите, имаме услови за појава и задршка на храна. Доктор Верушевска појаснува дека забниот камен всушност представува калцифициран депозит од храна кој многу често се јавува на забите. Неправилното и неадекватното четкање на забите, според неа, е една од главните причини за неговата појава. Најважно е правилно и редовно четкање на забите, користење на мека четка, користење на правилно четкање на заби, поставување на четката под аголо 45 степени, четкање преку непцето и самиот заб, постапка која што треба да трае 2 до 3 минути, користење на забен конец и користење на интердентални четкички, кои што треба детално и целосно да исчистат секоја мека наслага која што се наоѓа на забите, за да подоцна не дојде до создавање на забниот камен. Препорачливо е забниот камен да се чисти еднаш до 2 пати во годината. Чистењето во нашата ординација оди со ултразвучен апарат врз база на вибрација, како што апаратчето со својот наставак со вибрација ќе удри на самиот камен, го крши, каменот се трга од забот и се изфрлува надвор, и после тоа правиме добро полирање на површините каде што се наоѓал каменот, за да немаме ретенција, односно можност за повторно налепување на меки наслаги, од кои што подоцна повторно ќе се појави камен. Предните заби на долната вилица од натрешната страна и шестката и седмицата од горната вилица се најпогодени од забниот камен.
Бидејќи на овие делови најчесто се задржува храната, а исто така токму во тој предел се наоѓаат и плунковите жлезди кои ја вршат калцификацијата на меките наслаги од храна. Оваа ситуација пак доведува до неможност детално да се исчеткаат забите, па храната која останува почнува да се распаѓа и да создава кисела средина, што пак доведува до воспаление на непцето. Ова за жал е само чекор до уште една посериозна ситуација, а тоа е појавата на парадонтопатија. Па од тука, советите на стоматолозите за превенирање и чистење на забниот камен се и тоа како важни. Поздрав до гледачите на Медика Инфо емисијата, поздрав до колешката Ирена Трајковска. Повторно сме во светот на здравата храна, во продавницата на Биокосмос во нашиот град, тука во Охрид. Иако минатиот пат зборувавме за интегралните грицки, оние солените, сега Надица ќе ни каже нешто повеќе за палетата производи кои што се благи, кои што се од производство на Биокосмос. Меѓутоа, ајде јас многу да не се раширувам со информации, тоа Надица ќе ни го каже. Прво да ти посакам добре дојде во Медика Инфо. Зашто ќе зборуваме на лица денес? Јас нешто само кажа, знам дека е благо. Да. И тоа е за мене најважно. Денеска би сакале да ги рекламираме нашите производи кои што се наше производство од фирмата наша, ние ги произведуваме и ги даваме во потреба, тоа се благите интегрални колачина, кои што се имаат повеќе видови, како што претходно кажа Христина, за соленките имаме 6 видови, овие се некаде 9. 9. Тие во својот состав во себе содржат интегрално пченично, ржано и јачменово брашно, имаат палмина маст, кокосова маст и исто така во себе сега новиве, поради тоа што овие ни се нови производи, претходно ги имавме рачно изработени беа, тие беа и посни, но овие имаат сега путери, затоа се поровки малку. Така. Ко чајни колачина, нешто така. Суви колачи, оние. Да, со млеко и со чај, супер. Да. И за доручек, за вечера, значи за да се заслади организмот, слободно може да се земе. Имаме повеќе видови, можеме да ги споменеме орев и бадем, колачи, интегралните колачи со орев и бадем, тие во себе содржат јаткасти плодови. Потоа имаме брусницата, колачи со брусница, колачи со какао, колачи со рогач, кој што многу интересно сега во овој период за рогачот многу се кажува колку е здрав и како може да го користат луѓето. Тие ни се најбараните колачина во нашава продавница. Ќе те прекинам, извини ме, што ме интересира, претпоставувам и гледачите за количината на храна која што можеме да ја јадеме. Кога станува збор за овие колачи? За овие колачина слободно може да се јаде, значи ти повеќе, затоа што во себе тие имаат шеќер во нив. Значи тама имаат кафјав шеќер и тоа е поздрав од така, од оној конзумниот белиот шеќер, така. Тој што го конзумираме, е затоа овие во себе исто така содржат многу, обработката му е многу мала, значи печењето за многу кратко време се печи и затоа овие состојки кои што ги имаат во нив, овие колачина не ги губат. Исто така потоа ги имавме другите колачина кои што беа со медените, да ги споменеме, медените колачи и со мет и со ѓумбир. Тие ни се колачињата кои што ги имаме. Тоа би била идеална комбинација за зима, супер. Да, тие ги имаме и овде во нашата продавница можеме да ги можат гледачите да ги најдат и килограм ги имаме, значи рефус на и рефус и паковани. Да, и рефус и паковани. Исто така што можам да споменам е тоа дека имаме рефусни и кранчи, кои што се имаме кранчи со портокал, кранчи со чоколадо, шумско овошје и јаболко. Во шумското овошје тука спаѓаат и значи во него содржи гоџибери, аронија сушена, брусница, сите оние шумски плодови, тие ги има. Исто така од интегрални брашна се направени овие кранчи и
неговата обработка, можат тие да се јадат и така, може да се користат со млеко, Една шолја млеко, врело и супер, појадок здрав. Појадок, енергетски, бомба за цел ден може би нема, доште на работа. За кранчиве што би сакала да споменам е тоа дека во нив нема и шеќер. Значи во нив не постои шеќер. А енергетски тој е имат направен со малтекс. Малтексот се знае кажувавме дека поспоро го обработува организмот, колкава енергетска вредност има и колку му треба време. Да. Исто така ги имаме мусли бар од брусница и чоколадо. Тие се користат како житарици ни се направени и може да се користат исто замена за оброк, може да се користи и како закуска. Да, и тие исто без шеќер и сите овие се посни што ги кажав накнадно. Значи ова би било исто и супер за диабетичарите, оние закуски кои што ги имаат меѓу оброците, со оваа храна би можеле да се заменат закуска и меѓу оброк кој што го има. Да. Па тука можам сега да ги споменам и кокоскоцките, и тие се со кокосово брашно, кокосов шеќер во нив и тие се посни и не делуваат, диабетичарите можат слободно да ги јадат и тие најповеќе ги конзумираат ова група на луѓе овде во наша продавница. Надица, ти благодарам. А почитувани гледачи, ви благодарам и вас за вниманието, па ева, ако сте любители на сладкото и од друга страна и на здравата храна, поверете во Биокосмос. Се гледаме во следното издание на Медика Инфо. Продолжуваме со другиот дел од нашиот разговор со мојот гостин, особено задоволство професор доктор Владимир Трајковски, ве најавив на почетокот, председател на Македонското научно здружение за аутизам од Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Имавме можност пред неколку дена да ја проследиме трибината тука во Охрид, значи, и дел од овие прашања кои што денеска ги одговараме, ги презентираме пред нашиот телевизиски аудиториум, беа цел на она што го зборувавте на трибината. Меѓутоа, она што е најважно за родителите, за оние кои што веќе имаат дијагностицирано дете со аутизам и за оние кои што можеби се сомневаат, да потенцираме тоа се раните знаци на аутизам кои што се јавуваат, нели, дури во првата година од живот. На трета година од живот ја кажавме како некоја си најрана касна фаза за дијагностика, веќе понатамошниот тек не оди во прилог на соодветно лекување и третман. Кои се раните симптоми, докторе? Па јас мислам дека веќе горе-долу ги напоменав, тоа раните знаци и симптоми се дека детето, бебето со аутизам во првата година не се смее, потоа нема комуникација очи со очи со своите родители, не ги крева рачињата за да биде подигнато, че нема на основна комуникација помеѓу мајката и таткото со своето дете. Кога ќе му дојде време да ги почнува оние први зборови мама, тато, едноставно кај 30-40% од децата воопшто не ги разбираат говорот, а оние кои што ќе почнат не знаат да користат фрази подоцна во текот на говорот, реченици сложени, тешко можат до третата година, например, да склопат. Често пати се дисграматични или аграматични, значи тие што имаат говор се говорат за себе во трето лице еднина. Значи тие први аларми, да не се повторувам, така, кои што алудираат на аутизам. Меѓутоа, аутизмот е состојба која што не се повлекува сама од себе, затоа нели кажавме дека раната дијагностика може да допринесе до значително подобрување и позитивен исход со соодветна терапија. Да, раната дијагностика е клуч на овие работи. За жал немаме во дијагностика на аутизмот да извадиме крв и да воспоставиме. Потребна е обсервација која што треба да направат стручните лица, пред се докторите и дефектолозите како дел од тимот.
да го обсервираат детето, како тоа се однесува во домашни услови, како се однесува во ординација или како се однесува на училиште, говорам сега за училишната возраст, и потребно е на палета на диагностички тестови во кои што спаѓа DSM-5 критериумите, ICD-10 критериумите, споредно имаме ADO скала, ADR, да не ги заморувам сега вашите гледачи, диско, карст, разни палети на можни диагностички методи кои што ни потпомагаат. Само со вадењето крв можеме да утврдиме или да исклучиме дали се работи за некој од синдромите како што е неврофиброматоза, туберозна склероза, потоа Даун синдромот знае во некои си 7% да оди секундарно да се надоврзе на Даун синдромот, аутистичниот спектар на нарушувања. Корнелија де Ланш, Мебиус и разни други генетски синдроми, тие лесно можат со денешната ниво на технологија да се докажат и тогаш можеме да бидеме сигурни дека во основата е тој синдром, а аутизмот се надоврзал секундарно на тоа. Кај примарниот аутизам, каде што нема синдроматологија, тогаш малку е потешка дијагнозата и сега кога веќе сме востановиле дијагнозата, треба да одиме на третман. Третманот опфаќа бихевиорален третман на подобрување на однесувањето. Веќе ја споменав таа АБА метода, Applied Behavioral Analysis, која што е веќе и научно докажана, Evidence-Based Medicine, потоа ТИЧ методот за едукација. За жал во Македонија немаме се уште сертифицирано дефектолози, психолози за работа со овие две методи. Потоа треба да се има други техники, ПЕКС, работа со слики, бидејќи децата со аутизам имаат она визуелна меморија и најдобро запомнуваат и ги учат по имите преку слики. На нив многу говорот не им значи, туку повеќе преку слики учењето со таа ПЕКС метода. Има разни други методи, како што е Sunrise методата, медикаментозен третман од страна на психијатрите, понекогаш треба и да примат невролептична терапија ако се премногу вознемирени или анксиолитична терапија. Ако се агресивни или автоагресивни, што во пубертетот особено машките деца поизразено кај нив, некој да напоменам дека машките деца почесто го имаат тоа нарушување од прилика 4 до 5 пати повеќе отколку од женските деца, значи ризик фактор е да се биде машко. Потоа во третманот, биомедицинскиот третман, она што јас го користам во мојата работа и го препорачувам, не можете да истретирате дете само со една метода. Значи мора сите овие методи, палета, биомедицинскиот третман кој што опфаќа третман со витамини, со минерали, со омега-3, омега-6 аминокиселини, B6 во високи дози, B12, витамин D исто така е значаен. Цинк, ако е намален имунитетот, се дава цинк за да го поткрене, да го подобри имунитетот, затоа што често пати овие деца боледуваат од автоимуни заболувања, боледуваат од инфекции на ушите, чести гнојни ангини, тонзилофарингити, така што потребно е да се зајакне имунитетот и ред други биомедицински средства. Музикотерапијата се покажала како ефикасна. Многу од овие третмани и не се научно докажани, но одредени родители реферираат дека има ефект кај нивните деца и зошто да некој родител не проба ако тоа не му донесе повеќе зијан отколку корист. Тука е хипербаричната кислородна терапија кај одредена популација на деца, иако не е се уште научно докажана, но кислородот го подобрува покрвеноста, а кај аутизмот во одредени зони во префронталните регии, во хипокампусот на регија која што е одговорна за учење и меморија, докажани се оштетувања на невроните, така што со хипербаричната кислородна терапија одредени родители реферираат кај своите деца подобрување во контактот очи со очи или во комуникацијата или пак дури подобрување и во сферата на говорот и јазикот. Точно, имавме такво позитивно искуство пред неколку години, затоа што Охрид е еден од центрите кои што поседуваат хипербарична комора, имаше третман на детенце, доктор Горан Балевски, значи операторот на таа комора, беше гостин, така да ето радува и забележува позитивни ефекти кај родителите кога ете одредени бенефити се чувствуваат, барем се чувствуваат така. Да, сум бил лично во тој центар. Горан Балевски е генерација моите студентски денови, така што пред 5-6 години имавме посета со студенти од нашиот
институт за дефектологија и мислам дека добро работат заедно во Скопје има на клиниката за пластична хирургија и уште неколку приватни хипербарични комори. Оние родители кои што имаат ефект би требало и да продолжат понатаму со тоа. Само морам да бидам да кажам дека апсолутно е контраиндицирано кај оние што имаат епилептични напади. Тука малку е проблематично ако развие детето епилептичен напад за време додека е во комората. Тука за сега опишан еден смртен случај во светот, еден во Америка. Што не исклучува веројатност, да, тоа е мала веројатност, но сепак постои и морам да кажам дека да не испадне сега дека ова е најдобра метода, дека постојат ризици доколку детето развие епилептичен напад додека е во комората, затоа што не можете многу брзо да го изведите таа декомпресија и така натаму. Сигурно колегата Балески ги објаснил. Процедурата да се запази. Иако, професоре, за сега лек за аутизам не постои, значи сите овие методи кои што ги напоменавте се покажуваат како ефектни во праксата при третирање значи на децата со аутизам, се покажуваат како позитивни и бенефитни. На располагање значи на родителите во моментов им стојат исто така и центрите кои што на локално ниво се организираат, каде што децата добиваат дел од тие третмани и насоки. Ги кажавте вие најголем број на терапевските методи кои што се практикуваат и се надеваме дека значи со соодветен пристап и од самото целокупно општество, затоа што мора да напоменеме дека аутизмот не представува само медицински и социјален аспект, туку и општествен проблем и бара поголема поддршка и заложба од соодветните инстанции, затоа што не се родителите само една единка која што треба да се справува со детето кое што има аутизам, туку треба да бидат повеќе фактори вклучени за да се добие успешност на целата една специфична состојба. Секако да, аутизмот е ментално здравствен проблем, социјално-медицински и јас баш тоа и го кажав на трибината во саботата, треба да стане национален приоритет. Авторитетите и властите мора посериозно да ги засукаат ракавите што велат во народот и да алоцираат дел од средствата кои што може би опозицијата ги обвинува. Јас не сум политички определен, така да не би сакал некој да ми импутира дека делам политички памфлети, но мора да алоцираат дел од оние средства кои што може би за некој му делуваат непродуктивни токму во овој сектор, да центри има 2, но и таму треба да се обучат тие кадри. Затоа што еве на пример во Скопје тие кадри што работат не се според мислењето на научниците и професионалците доволно обучени и родителите, моите искуства кажуваат дека родителите не се најзадоволни со работата на тој центар. Значи треба уште многу државата да стори во насока на вложување на материјално-финансиски средства, во насока на доедукација на кадрите, со испраќање. Министерството за здравство има една одлична практика што докторите ги праќа на пример во САД или во другите западноевропски по 1 месец, 2, 3, дури тоа е задолжителна дел од нивната едукација да мора во 7 години да посетат 1 година да бидат надвор за да си го подобрат своето знаење и да бидат вешти и да имат повеќе знаење во медицината. Зошто Министерството за образование и наука или Министерството за труд и социјала да не направи оваа практика со дефектолозите? Да испрати во Америка, на пример, неколку дефектолози кои што ќе се обучат за една од овие техники кои што јас ги наведов на 1 месец, на 2 месеци, на 3 месеци, или да доведе експерти, вистински експерти, не како што имавме пред некоја година експерти кои што родителите им кажува некои работи, што велам ја така наречени експерти кои што можеби беа експерти во своите области, но никако не беа експерти за аутизам. Главното прашање самиот крај, зошто одговорот на ова цело време што го кажувате како заложба, веќе 16 години го практикувате преку Македонското научно здружение за аутизам, односно дали со соодветна поддршка токму децата кои што имаат аутизам можат да имаат исполнет и здрав живот. Токму таа е целта на сета ова заложба која што ја правите. Да, секако, да, прашањето ви е за крај одлично. Не би го работеле доколку не веруваме дека може. Имаме позитивни примери од светската практика. Дури американците објавуваат дека одредени деца кои што имале полесна форма, без интелектуална попреченост, дури дека аутизмот може да се опори, велат аутизам из рекавери. Не би рекол излекува, но да спори, односно да изгуби диагнозата.
Сега тоа е мала популација и тоа се оние најнадежни случаи каде што немаат некои посериозни оштетување на мозокот или немаат интелектуална попреченост, имаат сочуван добар говор, и таму може многу да се стори. Може и кај оваа друга популација која што е со умерена форма, може овие деца да се едуцираат, значи едуцибилни се, може да посетуваат редовна настава и инклузивно образование, но само со добро подготвени училишта во кои што имате покрај наставниците и дефектолог. Законот е добар во Република Македонија и вели дека треба да има во секоја градинка и во секој училиште по еден дефектолог, но се уште не, бидејќи не сме веројатно богата држава и се уште тоа не се имплементира, или бидејќи често имаме избори, па доста од парите се трошат на избори, а наместо да се вработуваат например дефектолози. Само со вработување на дефектолози кои што се стручни и кои што имаат доста познавања од аутизмот, можеме да очекуваме добри резултати во училиштата, затоа што ако вие едно дете, родителите често инсистираат да детето иде во редовно образование. Тоа е добро, стимулативна е средината, се дружи со другите дечиња. Но ако нема дефектолог, вие тоа дете сте го уништиле. Да инсистирате, затоа што наставникот прво не е доволно за аутизам, второ има други 30 или 35 деца на кои што треба да им обрне внимание. Таму другите деца исто така не се подготвени за да го прифатат тоа дете, му се исмеваат со него и може тоа дете да влезе, да се фрустрира и да влезе во психотизација, односно да добие некакво друго психичко нарушение, да влезе во депресија или во некоја друга психотична состојба. Се потрудевме, професори, ние како дел од тимот на Медика Инфо Плюс да дадеме своевиден допринос кон барем општото јавно информирање кога станува збор за аутизмот како состојба, да потенцираме на важност и сериозноста на прогресивниот, би рекле, забележителен број на случаи кои што се явува за дијагностиката на деца со аутизам. Исто така ја одбележавме, значи, трибината која што имавме привилегија да ја одржите тука во Охрид пред 2 дена, која што ја посветивте токму, значи, на оваа состојба аутизмот, меѓутоа се наближува и 2 април, тоа е светскиот ден на аутизам. Ете така, однапред, значи, една заложба и би кажале кои се всушност проектите и активностите кои што сигурно како здружение ги превземате, а со цел да се обрне, како што кажавме, внимание и на оваа категорија на деца кои што навистина бараат спошба. Да, јас сега би ви се заблагодарил како телевизиска куќа, покажавте една извонредна зрелост и мој впечаток е дека медиумите во Македонија во последните 5 години од кога почнавме ние со првото одбележување на 2 април 2011 година пред спомен куќата на мајка Тереза во центарот во Скопје, да го одбележуваме овој значаен датум. Тука не доцнеме многу зад европските и светските земји, бидејќи 2007 е востановен како датум овој 2 април. Давате огромен придонес кон сензитивизирање на македонската јавност, бидејќи вашата телевизија е регионална и дури во Скопје се гледа преку интернет, преку Макс ТВ, имам информации. Така што и оваа емисија е придонес кон 2 април, би рекол, одлична најава за 2 април, да локалните здруженија, мислам дека за аутизам нема во Охрид колку што ми е познато, но има сигурно за другите видови попречености, го одбележат на еден начин. Например, во света Autism Speaks, една најпознатите асоциации, обојува во сино битни и значајни зданија, например Empire State Building е обоена во сино, или ние успеавме 2011 војнот на кој во центарот на Скопје да го обојаме во сино. Едно друго здружение пред некоја година, археолошкиот музеј во Скопје, го обележа во сино, значи тоа е еден мал скромен, сино е бојата на аутизмот. Придонес да еден значаен објект во Охрид се обои во сино. Сега постојат веќе покрај нашето уште 4 родителски здруженија кои што се борат за своите права. За 2 април ние ќе кажам дека сега на следниот викенд, сабота и недела, во рамките на ЕСИП проектот, тоа е Erasmus Plus проект финансиран од Европската Унија, имаме обука за родители и тука ги најавуваме сите важни активности кои што ќе следуваат. Конкретно не планираме нешто големо, бидејќи 4 години, една од годините бевме и председателот на Република Македонија господин Ѓорѓи Иванов, каде што сакавме преку него да
постигнеме поголема свестност и да ги привлечеме и медиумите, тогаш имаше преку 20-30 медиуми кои што дојдоа на таа средба со председателот и со господјата Маја Иванова, која што е доста активно и исто така ни даде подршка во 2011. Организиравме во една година спортски надпревар помеѓу звездите на Вардар, Дарко Панчев, Илија Најдовски, Зоран Бошковски и други, уште од медиуми имаше, скопски медиуми, тим, родители на деца со аутизам фудбалски, ние како професори од Македонското научно сдружение за аутизам ја претим, така да се створи една позитивна атмосфера. За оваа година ќе се вклучиме во округли маси секаде во парламентот. Еве имаме најави дека од интерпарламентарната група од господинот Сашо Василевски, кој што води таа за лицата со посебни потреби, одредени најави и можно е да има едно изненадување кое што бидејќи се уште не е потврдено, не би можел. Би било изненадување, така. Би останало се уште изненадување, токму на 2 април и ние како здружение, токму во сабота 2 април, тука сме во преговори со колеги од Србија, но можеби тоа и ќе биде и подоцна. Се ќе зависи и од нивните ангажмани да представиме една нова метода каде што родителите ќе бидат поканети во голем број, секако и од Охрид, ако има интерес да и можности материјални да дојдат на таа трибина или на тој настан. Така. Привилегија на ово општество е, професоре, доколку постојат биде малку повеќе личности, затоа што никој како единка не може да постигне врвен резултат доколку сами од себе си се имплементира токму во заложбата на една ваква специфична состојба која што бара максимална посветеност, ангажираност и станува збор за, можеби би рекле, нашите најмали, но најмили за нашите деца. Вие како председател на Македонското научно здружение за аутизам од Институтот за дефектологија, како што кажавме при Филозофскиот факултет од Скопје, максимално се вложувате. Доказ за тоа се сите овие наназад години кои што ги посветувате на овој проблем, на оваа специфика. Доказ за тоа се сите тие научни трудови и книги кои што ги имате издадено. И како што кажав, ако е привилегија за ово општество да ве имаме, за нас е задоволство што денеска ви имавме како наш гостин во Медика Инфо плюс еден еминентен стручњак токму од областа за аутизам да зборуваме за прв пат во Медика Инфо на оваа тема. Да, задоволството е двострано, секако и мое, за прв пат да гостувам во Охрид, во некоја телевизија, подошно ТВ, нели, каде што можам да ги изразам ставовите и да вашата емисија доста гледана, колку што кажуваат моите информации, да допрам до поголем број на луѓе кои што можеби од овој разговор ќе потекне некоја нова идеја за некој нов проект или пак овој разговор наш ќе дојде до ушите на локалната власт или до националните власти, така што мислам дека ќе придонесе кон подобар и поквалитетен живот на децата и семејството со аутизам, а тоа тие го заслужуваат. Затоа што, како што кажавме, може да има здрав и исполнет живот во нивната иднина. Се надевам дека ја постигнавме и нашата заложба денеска со разговорот кој што го имавме. Ви благодарам за издвоеното време и привилегијата да бидете дел од нашата емисија денеска. Благодарам се уште еднаш. Благодарам и до вас, драги мои, што бевте дел и во денешната Медика Инфо Плюс, каде што особено задоволство имав да мој денешен гостин биде професорот доктор Владимир Трајковски. Зборувавме за аутизмот како една специфична состојба и како што кажавме, нашите дечиња заслужуваат да има здрав и исполнет живот и сите оние бенефити кои што понатамошната иднина може да ги пружа за сите нив да бидат максимално искористени, затоа што на крајот на криштата можеби здравјето и не е се, но без него секи биде ништо, верувајте. Пријатна вечер и секое добро.